Благодарам, заменик председателке. Имено, господине Минов, морам да кажам дека во овој момент се согласувам со вас, но сепак треба да разграничиме дека секоја ниво на власт има различни надлежности. Моите надлежности како пратеник се конечно поистоветени во овој момент да преку амандман се обидам да и помогнам на општината во која што живеам и покрај тоа што во локалната самоуправа раководат лица кои што не се од мојата партија, но сметам сепак дека ова е заеднички проблем на сите граѓани и дека треба сите носители на функции кои што сме од таа општина да најдеме начин заеднички да помагаме, нешто кое што јас така го разбирам во целиот овој однос на политички функции, но вие кажавте дека треба да се тие фондови искористат, а за да се искористат и покрај тоа што сте биле пратеник, сте биле градоначелник, знаете дека треба да се работи. А за да се работи, прво мора да се почитува минимум работното време, потоа мора да се вложи енергија, мора да се разговара со граѓаните, мора да се доаѓа на седници на советот, мора да се одговара на прашања, доколку има некој сериозен проблем кој што ви велат дека е одма после градската депонија Дрисва, дека е нешто кое што ненормално се шири, дека граѓаните се гушат, дека гори секој ден, дека се одлага медицински и индустријски отпад, најмалку што треба да направите да отидете на тоа место, да поразговарате со граѓаните и да видите како можете да го решите овој проблем. Имено, ако не може да се изнајдат средства во општината, затоа што овие 4 години додека рампите беа кренати, додека општинските камиони одлагаа отпад, додека се наплаќаше под рака за сите оние околни индустријски субјекти одлагаат отпад таму, веќе општината не е мокна да го реши, затоа ние нудиме една опција и покрај тоа што за 2, скоро 3 месеца, односно за помалку 90 дена во таа општина ќе има нова локална власт предводена од ВМРО ДПМН, ајде да направиме едно добро за граѓаните на општината, да ги одвоиме овие средства, да легнат на сметката на општината и потоа да можеме таа општина таа депонија да ја затвориме и тоа прашање комплетно да го затвориме, за да повеќе не биде отворено и да не ги мачи граѓаните на Ѓорче Петров. Сметам дека е сосема добра сумата, сметам дека идејата е окей, дека имаме начин како да го операционализираме тоа. Доколку не знаат како, а не знаат затоа што не доаѓаат на работа и затоа што не се заинтересирани на работа, ние имаме конкретен план како да го решиме, ама за да не губиме време од октомври натака, за да не го чекаме новиот буџет, во ребалансот ние да одвоиме средства, па новата локална самоуправа, како што кажав ушеднаш, предводена од ВМРО ДПМН, да го реши овој проблем заеднички со тоа што сега мнозинството ќе ги обезбеди средствата, а ние ќе најдеме начин како да ги операционализираме и конечно да го решиме овој проблем со големата Новоселска депонија, но и со текот на целото течение на реката Лепенец. Благодарам. Ви благодарам.